Шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул попладнево доаѓа во Македонија. Посетата е во рамки на балканската турнеја, а според агендата предвидено е во Скопје најпрво да се сретне со министрот за надворешни работи Тимчо Муцунски, а потоа и со премиерот Христијан Мицкоски. Сепак во билатералните средби не се предвидени пресконференции ниту изјави за разлика од останатите земји кои досега ги посети. Според официјален Берлин, фокусот на посетата е напредокот и предизвиците во процесот на проширување на Европската Унија, а меѓу темите на дискусија ќе бидат реформите и регионалната стабилност и соработка. Германското Министерство за надворешни работи сподели изјава на Вадефул пред турнејата во која вели дека за прв пат под подолг период постои реална шанса процесот на пристапување да направи клучен чекор напред. 6 земји од Западен Балкан се составен дел од европското семејство. Германија ги поддржува активно и амбициозно во нивното продолжување на патот кон ЕУ. За прв пат под подолг период постои реална шанса процесот на пристапување да направи клучен чекор напред. Ке разговарам за овие прашања со моите соговорници во 6 земји од Западен Балкан и ке разјаснам дека Европа не е далечно ветување, туку конкретна перспектива за нив, изјавил Вадефул. Експертската јавност оценува дека доаѓањето на Вадефул е силен сигнал за поддршка во интеграциите, но и аларм дека врските треба да бидат завршени. Сметаат официјален Берлин, но и други земји на Европската унија, како и Европската комисија, дека сега е моментот да се забрзаат реформските процеси во сите земји од Западниот Балкан и да се забрза патот кон Европската унија. Тема ќе биде и ќе бидат и билатералните прашања, односите со соседите во прв ред со Бугарија и предпоставувам повторно и начините како Македонија да се тргне од оваа стендбај позиција во која што е повеќе од 2 години. Мислам дека неговата тура по Западен Балкан е тура во поддршка на тоа европроширување, со тоа што се разбира дека во Македонија тоа ќе се фокусира на 2 главни работи. Едното е откочување од блокирање на преговорите со уставните измени и второто ќе бидат реформските приоритети, владењето на право, економските реформи, системските реформи. Германскиот министер досега ги посети Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Србија, а балканската турнеја завршува со Косово и Македонија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.